Актуелно намалените цени, според владината одлука за ограничена маржа за граѓаните и пензионерите не е доволно, за тие веднаш да почувствуваат разлика. Нив во ефектот не ги убеди ниту вториот ден откако тие ги проверуваат цените. Не верувам да ви кажам многу, затоа што цените се качени пред време и сега да ги намалат, па истото ќе биде како што си беше порано. Не верувам. Па не сме почнали уште. Кога ќе почнеме да трошиме од тие денеска, тогај. Какви пари ќе остане кога немаме ние производство? Шо ќе ни остане? Од шо ќе ги намалиме? Не верувам. Зошто не верувате? Многу скапо. Ако са намалени, би останало него денар. И август пробувам, не ми стигнуват 15. Не бива. Не бива. Намалените цени сега паѓаат во сенка на најавеното зголемување на пензиите за 2500 денари, кои пензионерите ќе го добијат за само 5 дена. Што ќе им промени на нив и дали ќе ги извлече од сиромаштијата? Од денешните разговори со пензионерите добивме различни размислувања. Нема. Они ги покачија цените и сега ги намалуват. И тоа е тоа. Ја мислам дека инфлацијата ги изеде тие пари пред време. Не од сирома да се извлечем, али барем на едно ниво ќе бидеме. Па ќе помогнат малку, нема да е. Не. Не, Абе малку и многу, ама кои ги дадат, па е добро. А може и Ја мислам, че има. Али сега, кога ќе во месец пазаруваме, ќе видиме дали ќе остануват пари. Ако не остануват, што е изела инфлацијата? Сојузник на граѓанскиот стандард треба да биде и законот за нефер трговски практики, кој на сила стапува за 4 дена и на кого граѓаните исто така сметаат. Иако конекциите на релација произведувач, дистрибутери и трговци многу често се сложени, сепак не е тешко да се утврди на кој колку му припаѓа од бизнисот, но и останува да се види.